Добар ден и добре дојдовте во Училница по предметот Македонски јазик и литература за втора година средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина, појава, особености и представници на просветителството во Македонија, од тема просветителство. Што ќе научиме? Учениците да ги препознаваат и набројуваат општествено-политичките услови кои допринесле за појава на просветителството во Македонија. Учениците да ги сватат условите за создавање на македонска граѓанска класа, која била предуслов за културно-просветната дејност во Македонија, да се запознаат со причините за отворање на првите училишта и развојот на учебникарството во Македонија, да ги набројуваат представниците на просветителството во Македонија, нивните дела и значењето на првите просветители во поглед на употребата на македонскиот народен јазик. Претходно усвоени знаења. Да се потсетиме што представуваше просветителството во Европа. Просветителството во Европа представува духовно, односно интелектуално движење кое прераснува во една културно-литературна епоха. Просветителството во Европа се појавува кон крајот на 17. век, а својот подем го доживува во 18. век. Главен носител на просветителските идеи во Европа е граѓанската класа. Во епохата на просветителството огромно значење им се придава на училиштето и просветата. Преку учењето и едукацијата може да се стигне до човековата благосостојба. Во овој период продолжува развојот на науката и техниката и појавата на нови научни дисциплини. Просветителството во Европа за првпат се појавува во Англија, а главни представници се Даниел Дефо и Джонатан Свифт. Потоа продолжува во Франција, преку Волтер, Дидро, Монтескје, Жан-Жак Русо. Продолжува во Германија, Русија и кај останатите јужнословенски народи. Општествено-политички услови. Македонија во првата половина на 19. век се наоѓа под турска власт. Последните години од турското владење се чувствува слабење на централната власт и самопрогласување на одделни паши и бегови за самостојни господари. Како резултат на таквата состојба се врши насилство врз македонското население, што особено се чувствувало во селата. Така, животот во селата станувал несигурен, што било причина за масовно иселување на селаните во градовите. Така доаѓа до создавање на македонска граѓанска класа. Со доаѓањето во градовите, населението го менува начинот на живот. Почнуваат да се занимаваат со занаетчество и трговија. Во македонските градови во втората половина на 18. век главно живеело турско, грчко и влашко население, но со миграцијата националната структура се изменила, така што на општествената сцена се појавила македонската граѓанска класа. Создавањето на македонската граѓанска класа било основен предуслов за појавата на културно-просветната дејност во Македонија. Богатите трговци почнале да се интересираат за градење цркви и манастири, за црковното сликарство и резбарство, за отворање на училишта, финансиски го помагаат печатењето на книги и отворањето на печатници. Во овој период во Македонија започнуваат да се отвораат првите училишта и тоа во Скопје, Велес, Банско, Охрид, Штип, Прилеп, а за нивни потреби почнуваат да се печатат учебници и да се отвараат печатници, тоа со финансиска помош на богати трговци и угледни црковни дејци. Првите книги во Македонија во овој период се печатат во печатницата во Будим, но подоцна, во 1838 година, во Солун била отворена печатницата на Теодоси Синеицки.
А 10 години подоцна, во 1848 година, печатницата на Даскал Камче по селото Ваташа. Отворањето на овие печатници било помогнато од богати македонски трговци. Што е просветителство? Просветителството е книжевно-историски поим кој се одликува со создавање граѓанска просвета, отворени училишта, печатени учебници на македонски јазик, односно одбрана на македонската национална самобитност. Просветителството во Македонија се појавува во првата половина на 19. век. Значајно за просветителството е употребата на македонскиот народен јазик во училиштата за зачувување на македонскиот национален идентитет и одбрана на истиот. Представници и нивно значење. Литературната дејност во периодот на просветителството е скромна по обем и уметнички вредности. Делата на просветителите имаат книжевно-историско значење. Тоа се дела пишувани во духот на традиционалната црковна писменост. Голем дел од нив се преводи и не се оригинални дела. Представници на просветителството во Македонија се Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодоси Синеицки. И тоа се воедно и првите автори во македонската литература. Јоаким Крчовски пишува дела со религиозно-просветителска содржина. Најчесто преводи на црковно-поучителни текстови, кои имаат историска вредност. Нивното значење е во тоа што се напишани на народен јазик. Крчовски пишува на кратовски говор со примеси на црковнословенизми и турцизми. Кирил Пејчиновиќ пак е верски просветител и моралист, кој отворил манастирски училишта, собирал стари ракописи и ги средувал манастирските библиотеки. Нивните дела се со религиозно-световна содржина и морални поуки. Кирил Пејчиновиќ пишува на народен јазик, односно тетовски говор, бидејќи потекнува од селото Теарце, Тетовско. На следниот шематски приказ се дадени главните карактеристики на просветителството во Македонија. Значи, просветителството во Македонија представува книжевно-историски поим, се појавува во првата половина на 19. век, а главен носител на културно-просветната дејност е македонската граѓанска класа. Особености на просветителството се отворањето на училишта и печатници, појава на учебникарството, пишување на македонски народен јазик. Представници се Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Теодосиј Синеицки. Активност на ученикот. За да ги проверите своите знаења од оваа наставна содржина, обидете се да одговорите на следниве прашања. Со што е поврзана појавата на просветителството во Македонија? Преку кои дејности се спроведувале просветителските идеи? Кога се појавува просветителството во Македонија? Наброј ги првите македонски просветители и кое е нивното значење? Кои теми доминираат во делата на просветителите? Ви благодарам за вниманието и имајте успешно учење.